Портите на градскиот парк не беа затворени, сепак дел од јавните реквизити се забранети за користење. Виничкиот градоначелник кажа дека како резултат на одржаните редовни и воредни состаноци на општинскиот кризен штаб во Виница, пред одредено време се донесе одлука да се забранат за користење на истите, со што ќе се намали групирањето и нормално заштитат на имилите во овој град, а тоа се децата од коронавирусот. Со оглед на моменталната ситуација во која се наоѓаме и препораките добиени од страната на владата на Република Северна Македонија, како и од Дирекцијата за заштита и спасување, ние пред 7 дена имавме состанок на општинскиот кризен штаб, каде што донесовме дополнителни одлуки. Една од тие одлуки е заштита на младите, заштита на децата, со тоа што јавните детски паркови, кои што го спомнавте вие, да бидат затворени и видно обележени. Тоа е препороката и на Дирекцијата за заштита и спасување и на владата на Република Северна Македонија, и ние постапивме по овие одлуки кои што ги донесовме како општински кризен штаб. Не е точно определен рокот до кога лулашките и другите елементи за забава на децата ќе бидат надвор од употреба, како локални самоуправи во сите градови од истокот се стремат за помалку групирање на јавни места и поседување на лична заштитна опрема кај секој човек. Така да во неколку наврати, како за пример се зема општина Македонска Каменица, која во неколку наврати од почетокот на пандемијата доделуваше бесплатни маски за повеќекратна употреба, а набавени како резултат на добрата соработка со локалните текстилни конфекции.